Не се јавам за реплика. Значи, некои работи не заслужувате. Познато ми е тоа, една кампања. Како сакате, кажете го тоа, како сакате нека ви случи. Тоа што дојдовме до една таква ситуација, покажува дека нешто заглавило во политичките лабиринти. Еве, господата, ви биди полесно, не е крива опозицијата, нека биди опозицијата, такаме, затоа што не имала поголем притисок во своите барања. И не е тоа. Факт е дека ние сме во една таква ситуација, да граѓаните согледаат нешто, потребна некаква иницијатива. Еден колега спомена дека би сакал во иднина ова иницијатива да остане на вистина граѓанска и така да продолжи да функционира и да работи. Јас, токму во името на тоа, би ја замолила опозицијата, ни подразно да не се обидува оваа граѓанска иницијатива да ја поврзува со опозицијата, затоа што ете во одреден момент ни се совпаднале согледувањата со амбиентниот постулет. Сме се обидувале нешто како опозиција да го правиме номинацијите. Делот не е спорно, затоа говорат и записници, затоа говорат и стенографски забелешки. Меѓутоа, граѓанската иницијатива се зародила токму од граѓаните. Од најголема морална одговорност можам да тврдам дека всушност луѓето ги запознат токму тука кога почнаа да граѓаат седница. Претходно не ги познава. Значи, колку тоа некоја иницијатива на граѓаните ќе биде прилепена до некоја политичка опција, вештачки по многу зависи од вас кој што сте на позиција. И затоа ќе ви замолам, бидејќи голем дел од конците се во ваши раце за диктирање на сето ова, да не се обидувате во иднина, вие да видите тие кои што ќе им препишувате било какви етикети на граѓаните кои што настапиле чисто од граѓанския стил.